Колега Мисовски, директорот на затворот не требаше да се поднесе, односно требаше да се поднесе оставка многу порано, кога се случија првите тепачки, кога се случија првите илегални слики кои што излегоа сликани внатре во затворот. Требаше кога првите претепани во затворот шутка беа пренесени по клиниките, требаше тогаш да се поднесе оставка од морални причини, а не да се поднесе оставка, односно најверојатно ќе се поднесе оставка, она што го читавме, најверојатно ќе се поднесе оставка од понеделник под притисок на јавноста. И затоа и не е некоја доблест на човек кој што дозволи да се случат многу немили настани во тој затвор. Нема да дискутирам што се случи на 27, но едно ќе потсетам и една дилема која што се уште не ми е јасна. Како и на кој начин колегите од Социјалдемократскиот сојуз успеа да се качат горе во прес-салата. Јас сум пратеник во рамки на ова собрание и се уште не знам како да стигнам горе до прес-салата. Така да малку е дискутабилно како и на кој начин колегите горе се качија и се пресоблекоа пред да се качат горе во прес-салата. И ова е дискусија која што долго време нема да биде објаснета. Понатака, врз основа на што, ме прашавте врз основа на што ги носам моите аргументи. Еве ви кажав, и пак ќе ви повторам. Аргументите во текот на денешнава комисија за мандатни имунитети и прашања ја базирам само врз основа на исказите и врз основа на обвинението кое што на почетокот на оваа комисија колегата Трајко Велјановски го прочита, бидејќи други информации, други документи, други материјални докази ние немаме и мораме да дискутираме само врз основа тоа што него му било прочитано на суд. И моите аргументи, повторно ќе потсетам, ги базирам само врз основа на тие искази. Ја покажавте вашата крвава кошула и жалам за тоа. Но исто така, требаше да бидете и да се потсетите дека во рамки на затворот шутка има многу крвави кошули, организирани од ваш директор, организирани од ваши вработени, ново вработени партиски кадри, чувари по затворите, кои што го претепаа Јане Ченто, Коста Делов, лице кои што 4 месеци е во болница и кои што вашите доктори, ново вработени, одбиваат да го лекуваат. Исто така за крвавите рани кои што беа нанесени во текот на вчерашниот ден. Зошто, колега, кога сакате да зборувате за вакви немили настани, почнувате да зборувате само од себе, а не ја гледате објективната слика. И тука ќе застанам, мислам дека доволно ви одговорив. И благодарам.